Днеска е последниот месец од годината, последната недела од годината, последниот ден од годината и последната служба од оваа година. Може би поминавме добро, може би нешто полошо, може би беше тажна година, може би беше среќна година, но треба секој пат да бидеме благодарни на нашиот Бог за тоа што ја одминавме оваа година и навлегуваме во новата, ама не знаеме што предстои пред нас, нели? Не знаеме што ќе се случува во новата, како ќе биде во новата година. Гледаме од никаде, одеднаш настануваат војни, настануваат земјотреси, настануваат поплави и што ли друго не се случува. И затоа на нас останува, ние кои знаеме, ние кои веруваме, нашите животи да ги предадеме во Божите раце и оваа година која престои пред нас, тој да не води, тој да не чува, тој да управува со нас. Нека сега да ја започнеме оваа служба со песната број 281. Добриот Бог нас луѓето чудно не возлюби. 281 број. Добриот Бог нас луѓето чудно не возлюби, тој преку смрт спасение наси те подари. Ете љубов пресладка, што Бог ни покажа, за нас го испрати Христа на крст го прикова.
Пред да се помолиме, ќе го прочитаме Псалмот број 1. Псалм број 1. Блажен е оној човек што не оди на советот на безбожниците, не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници. Туку му омилел законот Господов и за законот негов дење и ноќе грижливо размислува. Тој е како дрво посадено крај вода изворска, кое својот род го дава навреме и чиј лист не венее, и во се што прави напредува. Но не се такви безбожниците. Тие се како прав што го разнесува ветрот. Затоа безбожниците нема да се одржат на судот, ниту грешниците во соборот на праведните. Зашто Господ го знае патот на праведните, патот пак безбожнички ќе пропадне. Блажени се оние кои седат во клупите и го служат Божјето Слово. И им е мило тоа. Бидејќи овде, кога сме поблиску до Бог, тоа е посигурно, тоа е подобро и поблажено. И затоа не треба никогаш да забораваме дека нашето место е овде, каде што се зборува Божјето Слово. Нека сега да се исправиме и да му благодариме на Бога. Татко Небесен, и на крајот од оваа година сакаме да искажеме нашата благодарност кон Тебе, бидејќи, Господи, само на Тебе ние се надеваме, во Тебе веруваме, знаеме дека само при Тебе е сигурно, знаеме дека најдобра заштита си Ти за сите нас, кој нашиот живот го положуваме во Твоите раце, за Ти да се грижиш за нас. Господе, Ти си ни обеќал што и да се случува околу нас. Дали ќе бидат тоа војни, непогоди, болести или што да се случува околу нас. Ти се грижиш за нас и се е по Твојата волја и се е за Твоја слава. Ти нема да не оставиш. Ние тоа го гледаме, Господи, секоја година, како Ти се грижиш за нас. Ти ни даваш се на време, имаме да можеме да живееме, имаме да можеме да се радуваме, имаме да можеме да Те славиме и да го величиме Твоето име. Господе, Ти не повикуваш, дојдете при мене. Јас сум тој кој ќе се грижам за вас. Може би често пати пробуваме сами да се грижиме. Може би често пати гледаме како светот живее и мислиме дека тоа е подобро. Но тоа Ти што го нудиш, тоа е сигурност. Тоа што Ти го нудиш, тоа е заштита. Господе, Ти благодариме за се што ни си дал во нашиот живот. Богатство, мир, радост, љубов. Сето тоа е дар од Тебе. И затоа, Господи, на крајот од оваа година, ние од се срце Ти благодариме, но и Те молиме да Ти не водиш и преку идната година. Затоа што, Господи, ние не знаеме што ќе се случува преку таа година. Ние не знаеме што не очекува. Ние не знаеме што овој свет го очекува. И како ќе заврши овој свет. Но знаеме дека во Тебе е најсигурно. Господе, благослови не, води не, помагај ни, грижи се за нас. Дај нашите срца да се надеваат на Тебе, да Те бараат Тебе, но да доаѓаме овде, да имаме заедништво со Тебе. Давај ни го Твоето Слово на време. Слово кое нас не исполнува. Слово кое нас не охрабрува.
Слово кое ни дава сила да продолжуваме да живееме во овој бурен свет. И ова утро, Господи, секој еден кој е овде, нека да те доживее Тебе преку Твоето Слово. Нека да те почувствува, затоа што Ти си овде и тоа е Твое Слово. Господе, те молиме за тие кои што се болни. Допри се до нив и таму каде што се. Се е по Твојата волја. Дај им сили, дај им здравје, дај им радост и во тие тешки денови. И те молиме за нашиот народ, кој верува во традиции, во обичаи, во се и се што, но е далеко од Тебе. Отвори им ги очите, Господи, да видат дека без Тебе се е напразно, се е залудно, се е ништожно. Господе, се предаваме во Твоите раце, благослови го нашиот брат и словото кој ќе биде зборувано, да биде за слава на Тебе. Во името на Исуса Христа те молиме. Амин. Како втора песна ќе испееме 247. Стено Ти засолни ме, преград ке своји сокриви. 247. Стено Ти засолни ме, в преград ке свој сокри ме, крв тако ја потече, гревот ми го очисти. Христе, само крвта Ти брише мо и престапи.
Сега, овој последен час, ова последна служба во оваа година, со која ќе завршиме, и има честа нашиот брат Глигор да не води во Словото. Нека Бог да го благослови, а преку него и сите нас. Нека Бог да ги насочува нашите мисли, нашите срца кон Словото кое ќе биде упатено кон сите нас. Поведем. Слава нека на нашиот Господ Исус Христос и фала му што имам таа прилика на оваа последна богослужба да ве водам во Словото Божјо. За овој час го имам текстот од посланието до Галатјаните, 2 глава, 14 до 18. Галатјаните, 2 глава, 14 до 18. А кога видов дека тие не постапуваат точно според евангелската вистина, му реков на Петра пред сите: кога ти кој си јудеец живееш како јазичниците, а не како јудејците, зошто тогаш јазичниците ги принудуваш да живеат јудејски? Ние сме родени како јудејци, а не грешници од јазичниците. Откако узнавме дека човекот се оправдува не преку делата од законот, туку само преку верата во Исуса Христа, и ние поверувавме во Христа Исуса, за да се оправдаме преку верата во Христа, а не преку делата од законот. Оти преку делата од законот нема да се оправда ниедна плот. Ако пак, барајки да се оправдаме во Христа и сами се најдеме грешници, зарем Христос е слуга на гревот? Тоа никако. Зашто ако одново го градам она што сум го урнал, тогаш и сам станувам престапник. Ето тоа ќе биде Словото на кое ќе размисламе овој час. Овој текст од Словото ни кажува дека оправданието пред Бога е само преку верата во Господ Исус Христос. Секој човек би требало да ја прифати и да се радува на оваа вистина. Ова е славна вистина. Ако сме ја прифатиле, не треба да ја задржуваме само за себе, но да ја пренесеме и на другите околу нас. Вистинската радост и мир произлегуваат од Евангелието. Кога ќе го слушнеме Евангелието, тоа би требало да влезе и во нашите срца. Ако тоа се случи, ќе доживееме промена во нашиот живот и тоа ќе се види. Ќе можеме да кажеме и да сведочиме дека ние тоа сме го доживеале. Ќе го осеќаме присуството на Светиот Дух во нашите срца. Кога апостол Петар дошол во Антиохија, он ја уживал својата слобода во Христа Исуса. Читаме дека он јадеше заедно со јазичниците. Ова слобода он ја научил и добил од Господ Исус Христос. Но нешто се случило. Кога дојдоа некои од јудејците од Ерусалим, почна да се снебива и да се двои, или некои преводи велат, се повлече и се одвои, плашејки се од обрезаните. Заедно со него лицемерија и другите јудејци, така што дури и Варнава направи така. Од страф од некои луѓе Петар направил грешка. Почнал да се двои од браќата што биле незнабожци, па поверувале, па застанал на страната на јудејците. На тој начин он им покажал на верните во Антиохија дека е многу важно да се почитуваат церемониалните работи од Мојсеевиот закон. Порано било важно, но после жртвата Христова на Голгота веќе не е важно. Зошто? Затоа што свршетокот на законот е Христос, преку кого ќе бидеме оправдан секој што верува. Читаме во Римјаните 10:4. Мојсеевиот закон бил важен се до смртта на Господа Исуса Христа.
За сите што веруваат во Христа Исуса, Мојсеевиот закон веќе не е важен. Петар тоа го сватил и кажал на црквениот собир во Иерусалим во Дела апостолски 15:9, и Бог кој ги познава срцата на незнабожците кои поверувале, им посведочи, им даде Дух Свети како и нам, и не правиќи никаква разлика помеѓу нас и нив, ги очисти со верата на нивните срца. Бог не прави никаква разлика меѓу евреите и незнабожците, затоа што во црквата Христова сите се едно. Мојсеевиот закон, церемонијалниот закон е укинат. Целиот Мојсеев закон, и морален, и церемонијален, не може да не оправда пред Бога. Апостолите проповедале дека спасението е преку благодат, преку вера, а не преку делата на законот. Спасението е дар Божи, не преку дела. И затоа никој не може да се пофали. Кога апостол Петар почнал да се двои од јазичниците во јадењето во Антиохија, заслужил осуда, бидејќи тоа е враќање назад кон законот. Затоа апостол Павле со право го укорил. Таквото однесување и прави штета на Христовата црква. Христијаните треба да се однесуваат спрема или во склад со евангелската вистина, а не поинаку. Кога бил меѓу христијаните, Петар се однесувал како христијанин, а кога дошле евреите, јудејци, се однесувал како да е јудеец. Тоа е лицемерство. Тоа е правење компромис. Таквото однесување заслужува осуда. Пишува во 1 Тимотеја 5:20. Што му кажал Павле на Петар? Кога ти кој си јудеец живееш како јазичниците, а не како јудејците, зошто тогаш јазичниците ги принудуваш да живеат јудејски? Ние сме родени како јудејци, а не грешници од јазичниците. Јудејците што дошле во Антиохија имале за цел да го извртат Христовото Евангелие, а оние што застанале на нивна страна, свесно или несвесно, ги поддржале. На тој начин го нападнале Евангелието, ја поделиле црквата, ја поделиле најдобрата црква во тоа време. Црква која била исполнета со Светиот Дух и која праќала мисионери во светот. Ова е сотонски напад. Сотоната не сака да има јака црква, успешна црква. Црква која силно свети за Христа. Тоа не му одговара на сотоната. Ова опасност ја согледал апостол Павле, он имал широко отворени духовни очи. Таквото однесување на Петар значило отфрлање на оправданието по вера, на духовната слобода, славата на Христа, отфрлање на евангелската вистина. Апостол Павле вели дека тие не постапуваат точно според евангелската вистина. Верните во Антиохија биле спасени преку евангелската вистина. Сега некој сакал да ги отстрани од вистината на Евангелието и да ги врати на Мојсеевиот закон. Има голема разлика меѓу Евангелието и Мојсеевиот закон. Што е Евангелието? Тоа е сила Божја за оправдање на секој што верува прво на јудеец, а потоа и на елин. Бидејќи во него, во Евангелието, се открива правдата Божја. Читаме во Римјаните 1:16-17. Тоа не е правда од законот, но правда Божја. Во Филипјаните 3:9 Павле вели: да се најдам во него, се мисли во Христа. Не со својата од законот праведност, туку со придобивката преку верата во Христа, односно со праведноста од Бога преку верата. Значи има две правди. Правда од законот и правда од Евангелието. Првата е од човекот, втората е од Бога. Првата е земалска,
втората е небесна. Тоа е огромна разлика. Да се најдам во него, тоа е спасение по милост. Тоа е наново раѓање. Правдата од законот е човечка правда, телесна. Во Римјаните 10:5 читаме: Мојсей пишува за оправдањето од законот, кој ќе го исполни, тој ќе биде преку него жив. Тоа го бара законот. А што бара другата правда? Правдата од вера. Она вели: верувај во Господ Исус Христос и ќе бидеш жив. Тоа е огромна разлика. Втората е правда која доаѓа од верата во Исуса Христа, тоа е Евангелието, тоа е радосната вест. Да бидеме оправдани со вера во Исуса Христа, тоа е дар Божи, тоа доаѓа од Бога, а не од законот. Разликата меѓу првата и втората правда е како разликата меѓу пеколот и небото, меѓу темнината и светлината, меѓу ноќта и денот. Ова треба да го знае секој христијанин. Законот бара совршенство, бара осуда за оној што нема да го исполни. Законот ги става под проклетство сите непослушни. Запишено е: проклет да е секој оној кој не исполнува постојано се, што е запишено во книгата на законот, Галатјаните 3:10. А Словото ни вели дека сите сгрешија и се лишени од славата Божја, Римјаните 3:23. Законот бара совршенство, а ние луѓето го немаме. Сега што да се прави? Има ли излез? Има. Излезот е во Христа. Он го исполни законот совршено и он беше осуден на смрт наместо нас и за нас. Праведник за неправедните. И тоа е радосната вест за секој човек. Грешниците кои се осудени од законот на смрт може да бидат оправдани пред Бога преку жртвата на Исуса Христа. И тоа дарум. Никој не може да се оправда и со законот, и со Евангелието истовремено. Или исполнувај совршено се, или признај дека си грешник и предај се на Христа. Прими го како свој личен спасител. Петар со својата постапка во Антиохија на Евангелието сакал да му го додаде законот. Направил мешавина од двете работи, а тоа е невозможно. Тоа е веќе друго Евангелие и тоа подлежи на проклетство. Апостол Павле бил изберен од Бога да го проповеда Евангелието, пише во Римјаните 1:1, и да им ги отвори очите на јазичниците, за да се обрнат од темнината во светлината, пишува Дела 26:18. Сега во случајот во Антиохија, Павле имал отворени духовни очи. Се однесува како апостол кој има авторитет од Бога за да ја разоткрие направената грешка кај Петар. А кога видов дека тие не постапуваат точно според евангелската вистина, му реков на Петра пред сите: кога ти кој си јудеец живееш како јазичниците, а не како јудејците, зошто тогаш јазичниците ги принудуваш да живеат јудејски? Зошто, Петре, го правиш тоа? Јудејската традиција е спротивна на евангелската вистина. Петар јавно погрешил, затоа сега Павле јавно го укорувал. Петар ги пазел традициите и обичаите еврејски, но Господ Исус го ослободил од нив. Тој јадел заедно со јазичниците и тоа било во ред. Преградата што ги делела јазичниците од евреите е срушена на Голгота. Од тогаш веќе нема разлика меѓу нациите, зашто Христос ги обединува, пишува во Ефесијаните 2:14. Но кога дошле обрезаните, почнало да се двои. На тој начин зидот кој го срушил Господ Исус, он пак го поставил. Павле го прашал: зошто го правиш тоа? Кога Исус воскреснал од мртвите, им се јавувал повеќе пати на своите ученици.
Кога им се јавил по трет пат на Галилејското езеро, му поставил 3 пати едно прашање на Петра. Симоне Јони, любиш ли ме? Петар му кажал, да, Господи, ти знаеш дека те сакам. Исус му рече, паси ги овците мои. Јована 21, 15 до 17. И сега, во Антиохија, што направил Петар? Дали ги пасил Христовите овци и јагнења? Дали ги носил при Христа или при Мојсеја? На кого му припаѓале верниците во црквата? На Христа или на Мојсеја? Апостол Павле им кажал на старешините на црквите во Ефес, во Дела апостолски 20-28 вака. Пазете пак на себе и на целото стадо, меѓу кое Духот Свети ве постави како епископи, за да ја пасете црквата на Господа и Бога, која ја придоби он со својата крв. На кого му припаѓа црквата? На оној кој ја придоби со својата крв. А кој е тој? Тој е Богочовекот, Исус Христос, кој е Господ и Бог. Старешините во Христовата црква треба да го пасат стадото Христово и да пазат, да не отидат во погрешен правец ни тие, ни самите водачи. Значи, имаат голема одговорност пред Христа. Не пред Мојсеја, но пред Христа. Апостол Петар требал да се сети на Христовите зборови, на задачата што му ја дал да се грижи за неговото стадо. Откако узнавме дека човек се оправдава не преку делата на законот, туку само преку верата во Исуса Христа, и ние поверувавме. Откако узнавме, и ние поверувавме. Павле, Петар и другите евреи со нив дошли до сознание дека пред Бога се грешни и они, а не само јазичниците. Јазичниците кои биле без закон, биле грешници, но јудејците кои имале закон, и они биле грешници. Тоа е значењето на 15 стих. Тоа Павле го објаснил во Римјаните 3 глава. Еве неколку стихови. И така, какво предимство имаме? Никакво. Оти веќе ги обвинивме како јудејците, така и елините, дека сме сите под грев. Како што е напишано, нема ни еден праведен, нема ни еден разумен, нема кој да го бара Бога. Сите се отстранија, заедно стана негодни, нема кој да прави добро, нема ни еден. Сите сгрешија и се лишени од славата Божја, но ќе се оправдат преку дар со Божјата благодат, а преку откупот во Христа Исуса. Бидејќи еден е Бог кој ќе ги оправда обрезаните по вера и необрезаните по вера. Оправданието е преку верата во Христа. Сите религии на светот се обидуваат да се оправдаат преку дела. Сите луѓе на светот се раѓаат грешни. Го наследуваат Адамовиот греф во себе. Исто така сите луѓе се раѓаат и со духовна празнина во себе. Главите им се полни со знаења, но срцата им се празни. Чувствуваат дека нешто им фали, но не знаат што е тоа. Барат нешто што ќе им донесе вистинска радост, задоволство и смисла на животот. Совеста на луѓето им кажува дека има некој создател на светот, некој совршено, интелигентно суштество, кој управува со овој свет. Совеста на луѓето им сведочи дека постои Бог кој е праведен и свет и дека се одговорни пред Него за своите постапки. Во Римјаните 2.15 апостол Павле ни вели: нивната совест им сведочи за тоа и нивните мисли помеѓу себе се обвинуваат или оправдуваат. Поради тоа, луѓето се обидуваат да направат нешто што ќе ги оправда пред Бога.
Евреите, на кои им бил даден законот преку Мојсей, мислеле дека ќе се спасат ако го држат законот. Ако ги исполнат 10 Божи заповеди, ќе се спасат. Ако ги си мислеле, ако не крадам, не убивам, не прелюбодействам, ќе се спасам. Ама Господ Исус Христос, што вели? Сте слушале дека на старите им било речено не прелюбодействај, јас пак ви велам, дека секој што ќе погледне на жена со желба, тој веќе извршил прелюба со неа во срцето свое. Матеј 5:28. Кој од нас не погрешил во своите мисли, во своето срце? Има ли таков? Пред Бога и желбата во срцето е дело, е грев. Некој ќе каже, не сум сторил убиство. Но Исус вели дека и омразата во срцето е убиство. Што правиме сега? Затоа сите сме виновни пред Бога. Ние сите сме го прекршиле Божиот закон. Например, ако некој изврши убиство, фатен и однесен на суд, и судијата го осудува на смрт, и тој да каже, Господине судио, прости ми, сгрешив. Обеќам дека од сега ќе сум добар. Нема веќе да го повторам делото. Ослободи ме, па ќе видиш. Дали судијата ќе го пушти на слобода? Убаво што се човекот покајал, но што да правиме сега за стореното дело, за направеното убиство, зарем и да помине без казна? Каква порака ќе прати тоа до другите убийци? Што ќе кажат тие? Тие ќе кажат, судијата е многу добар. И да убиеш некој, ќе се извиниш и ќе те пушти. Така во таа држава ќе завладее хаос. И секој ќе прави што сака и никој нема да е казнет за никој и за ништо. Судијата го спроведува законот, не својата волја, а во законот нема милост. Така сме и ние пред Бога. Сите сме го прекршиле неговиот закон. Виновни сме и заслужуваме смртна казна. Нема човек на земјата што не согрешил. Што да се прави? Апостол Павле дошол до големо сознание. Тој вели, откако узнавме дека. Ова е големо сознание, големо откровение. Тоа сите не го знаат. Порано пред да се обради Павле, тоа не го знаел. Да го знаел, тој не би отишол да ги прогонува христијаните. Откако узнавме, како дошле до тоа сознание Павле, Петар и другите апостоли? Кога ги прашал Исус учениците, што мислат луѓето за мене, кој сум јас, тие одговориле, едни за Јован Крстител, други за Илија, а некои за Еремија, или за еден од пророците. А он им рече, а вие за кого ме мислите? Симон Петар одговори и рече, ти си Христос, син на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и рече, блажен си ти, Симоне, сине Јонин, оти тело и крв не ти го открија тоа, а мојот Отец кој е на небесото. Матеј 16:13-17. Значи, тоа било откровение од Бога. Тоа не е дело само од себе преку човечки ум. И на апостолите, и на нас Бог ни е открил оваа вистина. Ова вистина е напишена во целата Библија. Има луѓе што ја прочитале Библијата повеќе пати, но не можеле да ја видат. Не може додека Бог не им ја открие. Потребно е прво да поверуваат во Исуса Христа, па потоа Бог ќе им ги отвори духовните очи. Секој човек се раѓа духовно слеп. За да прогледа, потребно е духовна операција. Таа операција може да ја направи само Бог. И Бог ќе ја направи ако го побараме од срце и со вера. Зошто со вера? Затоа што без вера
не е можно да му се угоди на Бога. Пише во Евреите 11.6. Бидејќи оние кои доаѓаат при Бога треба да веруват оти он постои и дека ги наградува оние што го бараат. Библијата јасно ни вели дека прво треба да се поверува, а потоа следуваат другите работи. Бог не наградува, ни ги отвара духовните очи, не наново раѓа, ни дава пријатно чувство дека сме му угодиле. Светиот Дух се вселува во нашите срца, добиваме нови и нови откровенија од Бога. Читајќи го Словото, се согледуваме себе си, согледуваме колку сме биле грешни пред Бога, колку е свет Бог, колку многу ни треба Христос за да не спаси и да не оправда пред Бога. Откако узнавме дека човекот се оправдува не преку делата од законот, туку само преку верата во Исуса Христа, и ние поверувавме. Верата се состои од 3 дела: знаење, верување и доверба. Еве што вели Библијата за тоа во Римјаните 10 глава 12 до 15 стих. Нема разлика меѓу јудеец и елин, зашто еден е ист Господ на сите, богат за сите кои го призовуваат, бидејќи секој кој го призове името Господово ќе се спаси. Но како ќе го призоваат оној во кого не поверувале? Како пак ќе поверуваат во оној за кого не чуле? А како ќе чујат без проповедник? И како ќе проповедаат ако не бидаат испратени? Има тука редослед. Значи некој за да поверува во Господ Исус Христос треба прво да слушне за Него. И така верата доаѓа од слушање, а слушање од Словото Божјо. Затоа е многу важно Словото Божјо. Римјаните 10:17. Бог се открил себе си во Библијата и таму може да го најдеме. Откако ќе го најдеме и запознаеме, тогаш може да го веруваме. Во Библијата Бог го објавува својот план за спасение на луѓето кои што се паднати грешници и не можат сами да се спасат. Откако ќе слушнаме и поверуваме во Бога, третиот чекор е довербата. Се доверуваме, се предаваме во Божите раце и веруваме дека Он направил се што било потребно за нашето спасение. Бог направил се за нашето спасение. Ние не може да направиме ништо за нашето спасение. Нашите дела се како стара извалкана облека. Колку да се трудиме да правиме добри дела, за да се оправдаме пред Бога, нема да успееме. Преку делата на законот нема да се оправда ни една плот, ни еден човек. А како ќе се оправдаме? Само преку верата во Исуса Христа. Овде се мисли на довршеното дело на Исуса Христа на Голгота, како Бого човек. Господ Исус Христос не оправдува нас преку својата света пролиена крв на крстот за нашите гревови. Господ Исус Христос живеел совршено свет живот. Не направил ниту еден грев и во себе немал наследен грев од Адама. Тој бил безгрешно роден. Затоа бил квалификуван да умре за гревовите на сите луѓе на светот и само Он можел да биде јагнето Божјо кој ги зеде гревовите на светот врз себе. Јована 1:29. Реформацијата во Западна Европа дошла кога Бог му ја открил оваа вистина на Мартин Лутер. Читајќи со вера во посланието на апостол Павле, Римјаните, Галатјаните, сватил дека спасението е по вера, а не по дела како што учела католичката црква. И кога Библијата е преведена на народните јазици, тогаш дошла ренесансата и препородот во Европа и во целиот свет. Господ Исус не дошол на овој свет затоа што морал, но од љубов према паднатиот човек, да не помири со Бога, Отецот, преку крстот, пиша во Ефесијаните 2:16.
да даде откуп за нашето спасение, да не изкупи от клетвата на законот. Галатяните 3:13. Блажен е оној човек што има спасоносна вера. Вера која има очи, вера која гледа, која не е слепа. Спасоносна вера се подпира на она што Господ Исус го направил за нас на Голготскиот крст. Оние што се обидуваат да се спасат преку делата на законот, се обидуваат да го заработат спасението, да го купат небото. Паднатиот човек е многу горделив. Не сака да признае дека е грешник, дека не може сам да се спаси. Не сака да признае дека заслужил смрт и пекол. Мисли дека може сам да се спаси. Но Словото Божие е јасно и ни ја кажува вистината. Кој верува во Синот, има живот вечен. А кој не верува во Синот, нема да види живот, но гневот Божи ќе биде врз него. Јована 3:6. Бог ни дарувал живот вечен и тој живот е во неговиот Син. Кој го има Синот Божи, тој го има и тој живот. Кој го нема Синот Божи, го нема тој живот. Вели 1 Јовано 5:11-12. Бог ни дарувал. Што е тоа? Тоа е дар, не е заслуга. Тоа е милост Божја, тоа е благодат. Оној што сака да го заработи животот вечен, тој го одбива Божиот дар. Пред да се обрати Павле, се фалел дека по законот бил без мана. Се фалел дека он нешто постигнал, но за жал го немал Христа, Синот Божи. Но кога се сретнал со него на патот за Дамаск, сватил колку е грешник. Сватил затоа што Господ му ги отворил духовните очи. И секој човек треба да се моли Бог да му ги отвори очите, да ја види својата грешност и да разбере дека му треба спасител. И верните треба да се молат секој ден Бог да им помогне да го разберат Словото и да им дава нови откровенија. Треба да знаеме дека секој за себе е одговорен пред Бога. И секој треба да се преиспитува дали е во верата или не. Господ Исус Христос живеел совршен свет живот на оваа земја. Совршено е исполнил волјата на Отецот. Не направил ниту еден греф, ни во мисли, ни во збори, ни во дела. Првата и најголема заповед ја исполнил само он, совршено 100%. А тоа е: возлюби го Господа својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа и со сиот свој разум. А втората е слична на неа: возлюби го својот ближен како себе си. На тие две заповеди се крепа целиот закон и пророците. Матеј 22:37-39. Има стихови каде Исус вели дека Отецот го люби него и дека он секогаш ја врши неговата волја. Еве неколку. Јована 5 глава. Она што го прави он, Отецот, тоа истото го прави и Синот. Отецот го сака својот Син и му покажува се што прави сам. Оној што ме прати е со мене, Отецот не ме остави сам, оти секогаш го вршам она што му е угодно. Кој може ова да го каже освен Господ Исус? Јована 8:29. И затоа што Исус секогаш го вршел она што е угодно на Отецот, и затоа Отецот секогаш го слушал и секоја негова молитва ја исполнувал. Тоа Исус го вели во Јована 11:42 пред да го воскресне Лазара. Кој од нас може да се пофали дека е совршен, дека никогаш не сгрешил во ништо, ни во мисли, ни во зборови, ни во дело? Има ли тако? Словото ни вели дека сите сгрешија. Римјаните 3:23. Сите сгрешија и се лишени од славата Божја. Но
ќе се оправдат преку дар со Божјата благодат, а преку откупот во Христа Исуса. Каде е пофалбата? Продолжува апостолот. Таа е исклучена. Според кој закон? Според оној на делата ли? Не, туку според законот на верата. Исус имал совршена вера, предаденост и доверба во Бога Отецот. Бил совршено праведен, безгрешен. Затоа Отецот кажал за него пред сиот народ што бил собран на реката Јордан кога Исус требал се крсти. Ово е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја, рекол Отецот во Матеј 3:17. А на друго место вели, него послушајте го. Нема друга личност за кого Бог може да каже дека му е по неговата волја. Нема никој друг што ја исполнил волјата Божја совршено, 100%, и тоа во секое време. Во посланието до евреите за него се вели дека е свет, невин, непорочен, одвоен од грешниците и повисок од небесата и вечно совршен, пише Евреите 7:26-28. Кога ќе погледнеме на Христа и неговото совршенство, тогаш ја согледуваме нашата грешност. Сваќаме дека пред Бога сме никој ништо и дека нашето спасение зависи само од Божјата милост. Евангелието ги повикува луѓето да се надеват, да не се надеват на себе и на своите дела, туку да погледнат на Господа Исуса Христа и на она што Он го направил за нас. Во Стариот Завет Господ вели вака, Исаја 45:21-22. Нема друг Бог освен мене. Бог праведен и кој спасува нема освен мене. Кон мене обратете се и ќе бидете спасени сите краишта земалски. А во Новиот Завет Господ Исус Христос со истиот авторитет го вели ова. Дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Матеја 11:28. Ако пак, барајќи да се оправдаме во Христа и сами се најдеме грешници, зарем Христос е слуга на гревот? Тоа никако, вели апостол Павле Галатјаните 2:17. Кога ќе поверуваме во Христа, не стануваме безгрешни, но стануваме помилувани грешници. Некој ќе рече, па ако сме несовршени и грешни и по нашето обраќање, дали тоа значи дека може да правиме што сакаме? На тоа прашање одговара апостол Павле во Римјаните 6:1-2. Што пак да речеме? Ќе останеме ли во гревот за да се умножи благодатта? Никако, вели апостол. Никако. Ние кои сме умреле за гревот, како ќе живееме во него уште? Понатаму објаснува како што Христос умре и воскресна, така и ние умравме, нашиот стар човек е распнат со него, не сме веќе робови на гревот, воскреснати сме со него од нашето духовно мртвило и одиме во обновен живот. Во Римјаните 6:13 вели: препуштете се на Бога како оживени од мртвите. Гревот не треба да господари над вас. Оти вие не сте под законот, туку под благодатта. Па што, да грешиме ли, бидејќи не сме под законот, туку под благодатта? Тоа никако. Пак повтора апостолот. Римјаните 6:13-15. Овде не пишува да грешиме ли, бидејќи не сме под благодатта, туку под законот. Не пишува така. Кој ни дава сила да не грешиме? Законот или Христос? Кој живее во нас? Законот не осудува дека сме грешни, а не ни дава сила да се бориме со гревот. А Христос не оправдува, не облекува во неговата си правда и ни дава сила да се бориме против гревот.
Апостол Павле вели во 1 Коринтияните 15:57 да му благодариме на Бога, кој ни дарува победа преку нашиот Господ Исус Христос. Нашиот Господ Исус Христос не само што ни дава сила да се бориме против гревот, туку ни дава и победа над гревот. Крвта на Исус Христос, неговиот син, не очиства од секаков грев, вели апостол Јован, 1 Јованова, 1 глава. Чеда мој, ова ви го пишувам за да не грешите. Иако некој изгреши, кај Отецот имаме застапник Исуса Христа, праведникот, а Он е очистување за нашите гревови. Каква предност имаат христијаните? Во право е апостол Павле кога вели да му благодариме на Бога. Како да не му благодариме на Бога кога се ни дал во Господ Исус Христос и прошка на нашите поранешни гревови и очистување на нашите идни гревови и победа над гревот, над смртта, над светот, над сутоната, ни го дал и Светиот Дух за да ни помага секојдневно да живееме свет живот. Слава на Бога, ќе речеме. Не сме веќе робови на гревот, Христос не е слуга на гревот. Христијанинот може да сгреши, но не живее во грев. Оној кој е наново роден е ново создание во Христа и не може да живее во грев. Ако некој каже јас сум наново роден, а живее во грев, тогаш со тој човек нешто не е во ред. Не може добро дрво да раѓа лоши плодови. Прашање дали Христос живее во срцето на тој човек, Христос не може да е слуга на гревот, не може да го поддржува гревот. Христос умре на крстот не само да не оправда, но и да не избави од робувањето на гревот. Што ќе се случи ако се враќаме назад од благодатта на законот? Тоа е како да го зидам повторно онаа што сум го срушил. Ако одново го градам онаа што сум го урнал, тогаш и сам станувам престапник, вели апостол Павле, Галатените 2:18. Со овие зборови Павле индиректно ги укорува Петра, Варнава и другите юдејци, кои се вратиле назад кон Мојсеја. Пред да се обради Павле строго се држал на законот, но по обраќањето во Филипјаните 3:7-9 го вели ова. Но тоа што беше за мене придобивка, поради Христа, го сметав за штета. Затоа сметам дека и се друго е штета спрема преважното познавање на Христа. Исуса, мојот Господ, поради кого се отреков од се и се сметам за отпад. Тоа го вели апостол Павле. Само за да го придобиам Христа и да се најдам во Него, не со својата од законот праведност, туку со придобивката преку верата во Христа, односно со праведноста од Бога преку верата. На верните во Галатија Павле им вели: а мене да не ми даде Господ да се фалам со нешто друго, освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого за мене светот е распнат и јас за светот. Галатјаните 6:14. Тоа е Евангелие. Какво Павле, така и Петар и Варнава го прифатиле Христа како спастел и од него научили дека човекот не се осквернува од онаа што влегува преку устата, туку од онаа што излегува од срцето. Тоа го осквернува човекот. Кога Петар дошол во Антиохија, јадел и пил со обратените незнабожци слободно. Ја користил слободата во Христа што ја има, не бил под законот. Но кога дошли јудејците, почнал да се двои од браќата и застанал на страна на јудејците. Што направил со тоа? Се вратил под законот. Почнал да го зида онаа што веќе го срушил. Господ му кажал да не прави разлика меѓу чисто и нечисто јадење, а тој пак почнал да прави разлика. Со тоа тој се вратил назад од крстот, назад во Стариот Завет кај Мојсија. А зошто умрел Христос на крстот?
на крстот, ако можел законот да ги спаси, ако се вратиме на законот, тој ќе не осуди на смрт, бидејќи не можеме да исполниме се што ни налага тој. Законот не знае за милост, тој не е даден за тоа да не помилува, тој е даден да не осуди. Затоа е даден законот, за да видиме дека сме грешници, дека заслужуваме смрт, а откако ќе го согледаме тоа, да го побараме Спасителот, Христос. Ако се вратиме на законот, го рушиме Евангелието, го негираме крстот, се откажеме од милоста што ни ја дава Господ преку Голгота. Кој е во Христос, ќе рече апостол Павле 2 Коринтијаните 5:17, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Христос дојде да ги спаси грешните, а сите сме грешни. Дојде да не помилува, да не оправда, да не посвети, да направи од нас нови созданија. Кога ќе поверуваме дека Христос направи се за нашето спасение, тогаш го добиваме Светиот Дух како дар од Голгота. Светиот Дух не нанораѓа и ни помага да го срушиме стариот грешен живот и да го градиме новиот живот, посветен на Бога. Јудејците мислеха дека Христос е слуга на гревот ако ги ослободи од луѓето од законот, но не е така. Тие имале погрешно мислење. Тие мислеле дека Христос не е доволен за да ги оправда и да ги посвети грешниците што доаѓаат при Него. Секој што ќе дојде при Христа, ќе доживее опростување на гревовите, наново раѓање, оправдување и посветување. Во Христа имаме вечна сигурност на спасението. И уште еднаш ќе ги повторам зборовите на апостол Јован. Кој верува во Синот, има живот вечен. Потоа, кој го има Синот, тој го има и тој живот. Словото ни вели, има, не ќе има. Има. Уште сега. Условот кој е? Кој верува во Синот и кој го има Синот? Дали веруваш во Синот? Го имаш ли Синот? Што рече ангелот на пастирите во Ветлеем? Еве голема радост за сите луѓе. Денеска ви се роди Спасител, кој е Христос Господ. Амин. Да му благодариме на Бога. Господи Боже, Татко наш небесен, еве и при крајот на ова година доаѓаме при Тебе да побараме прошка за нашите направени гревови до сега, да не опереш, да не очистиш преку крвта на Твојот возлюбен Син, бидејќи ние како Твои деца имаме право да го побараме тоа. Признаваме дека сме помилувани грешници, дека секојдневно ни е потребно Твоето водство и Твојот благослов и Твојата прошка. Фала Ти, Господи, што ни дава сила преку Светиот Дух да живееме свет, посветен живот на Тебе. Господе, не е од нас, од Тебе. Сите заслуги му припаѓаат на Твојот возлюбен Син. Ти благодараме што Тој доброволно дојде на ова грешна земја и се даде себе си за откуп на сите нас. Господи, благослови ги оние што не Те познават, помогни им да Те познаат, отвори им ги духовните очи, да ја согледат својата грешност и да го најдат излазот во Твојот возлюбен Син. Бидејќи и друг излаз, и друг Спасител нема и нема да има. Господе, нека биде слава и чест на Тебе, сега и во сите векови, во името на Исус. Амин. Благодариме на нашиот брат за Словото, Слово кое и на крајот од оваа година не учи, не повикува како можеме да го добиеме
вечниот живот. И ова година што е пред нас, нека да размислуваме, нека да го бараме, да го најдеме Господ Исус Христос кој дава, нуди и дава вечен живот. Сега ќе испееме песната број 284. За Спасителот ќе пеам колку тој ме засака. 284 број. Спасителот ке пеја, колку тој ме засака, и на крстот пострада сам, мене да ме оправда. За Спасителот, долгот мој го исплати, и со своја крв искупи, мене ме ослободи. Кажувам каква милост, каква љубов од смрт што ме избави. Пејо за Спасителот, долгот мој го исплати, и со своја крв искупи, мене ме ослободи. Јас ке пејам пак за Исус, мојот силен Спасител, славен победник тој стана, над гревот и над смртта. За Спасителот, долгот мој го исплати, и со своја крв искупи, мене ме ослободи. За Спасителот ке пеам, колку тој ме засака, и ме откупи за небо, вечно да сум со него. Пејо за Спасителот, долгот мој го исплати, и со своја крв искупи,
искупи, мене ме ослободи. Сега децата ќе кажат стихчето. Zašto Той ќе го спаси својот народ од нивните гревови. Матеј 1:21. Фала, деца. Тоа е воедно и покана од децата за следната недела, за празникот, да дојдеме, да ги повикаме и другите, за тој голем празник да го прославиме. Сега ќе ви дадам некои известување овде. Како прво имате едни ливчиња, мислам оти по клупите има таму ливчиња. Секој да си земе за себе дома по едно ливче. На тоа ливче има напишено потребите на сите заедници во Македонија. За секој ден има определено за што да се молите. Значи за секој ден има посебно за што треба се молите, за која црква и за кои потреби. Така да имаме за цел месец потреба за што да се молиме. Ако немаме некоја друга молба, барем за тоа можеме да се молиме, и тоа за цела година, не за еден ден. За секој ден, посебно за што да се молиме. Да не заборавете и да не ги фрлите ливчињата некаде на страна, но да си имате пред вас сабали кој ќе станете или вечер и да видите кој ден е и за што треба се молите. Нека Бог да ве благослови, да не благослови сите во тоа, тие потреби да и не ги забораваме. Овде имаме и нови списанија, харизма, пат на животот, и мислам оти имаше уште едно, остави тие се трите. Значи нови таму ќе видите надвор, кој ќе излевате може да си земете, и таму има оставено Библии, Нов Завет, и мислам уште една нова книга има. Можете слободно да земете, бесплатни се,
може да не да ги вземете само за себе и да ги оставите, но да ги давате на другите, да читат.